Господја Алексовска, УНФПА го поддржува овој процес на пресликување на шелтер центарот кој што е отворен во Струмица во другите општини, со надеж дека други организации би се охрабриле и би добиле поддршка од локалната заедница да се отвори уште еден најмалку ваков шелтер центар. Зошто е важно? Кој е мотивот да се направи тоа, особено е во еден период кога имаме ескалација, ако може да се каже, на семејното насилство во земјава? Да, во право сте. Фондот за население на Обединетите нации, УНФПА, активно се бори и ги поддржува институциите на државата за борба против семејното насилство и родовото базирано насилство. Sky Plus од Струмица е извонреден пример како успева да ги обедини напорите на сите чинители во општината, и локалната самоуправа, и бизнис заедницата, и поддршката на населението, за да може да се помогне во превенција и заштита на жртвите на родово засновано насилство. Овој модел на соработка што Sky Plus го има е исклучително вреден и значаен. И успехот што го постигнува вреди да се реплицира и во другите општини. Бидејќи семејното насилство, родовото базирано насилство против жените и девојчињата примерно е обврска на сите нас, и локалните заедници имаат голема улога и во превенција и во заштита на жртвите. Затоа ние особено задоволство што можеме да го поддржиме овој модел и вашата организација. Помина една серија на обуки, имавме граѓански организации тука и веќе има граѓанска организација која што има и средства и желба да отвори шелтер центар. Какви се понатаму процедурите? Ќе ја менторирате ли во идниот период и што значи тоа да се реплицира уште еднаш идејата за отворање шелтер центар? Мене ми е навистина драго затоа што помина само 2 месеци, а веќе имаме позитивни информации од страна на општина Гостивар, кои што успеа невладиниот сектор да излобираат од општината и во буџетот за 2023 година да издвојат финансиски средства за отворање на шелтер центар, односно реплицирање на моделот од општина Струмица, односно шелтер центар онаков како што веќе функционира неколку години во Струмица. Ние како тим им стоиме на располагање и понатаму ќе работиме. Ова не значи дека само со обуките ќе заврши соработката со нив. Ние им стоиме на располагање за понатамошни било какви проблеми, пречки кои што ќе се појавуваат на патот до отворањето на шелтер центарот и работата на шелтер центарот. И многу често знам да спомнам дека ако ни учевме од сопствените грешки, сега има навистина од кого да научат.